Ma što da želim, sve je tako daleko i sad mi žao, sve bih opet ponovo. Уште една музичка звезда замина во легендите. Тивко во Словенија ненадејно почина скопјанецот и еден од најголемите вокали на балканските простори Аки Рахимовски. Долгогодишниот пејач на Парни Ваљак почина денеска на 66 години, објави групата на својата официјална Facebook страница. Звони збогом. На Рахимовски утрово му се слоши, пошто почина во локалната болница во Ново место, изјави неговиот менаџер. Со неопислива тага во нашите срца ви известуваме дека денеска на 22.1.2022 за секогаш заспа Аки Рахимовски, пишуваат неговите фанови кои се во шок и неверување. Jesен u meni tuguje, zašto sanjam čekese, moje ceste ne vole. Рахимовски го предводеше Парни Ваљак повеќе од 45 години. Тој е роден во Ниш во 1955 година, но пораснал во Скопје, каде што неговото семејство се преселило уште кога бил мал. Тука почнал да го стекнува своето музичко образование, учејќи клавир и соло пеење. По доаѓањето во Загреб бил член на неколку групи, пред да го запознае гитаристот и композитор Хусеин Хасан Фендиќ, со кого во 75-та ја основал групата Парни Ваљак, која низ годините ќе стане една од најпопуларните во поранешна Југославија, а Рахимовски еден од најдобрите фронтмени. Тој со Парни Ваљак со децении ги освојуваше срцата на публиката. Со оваа група сними десетици албуми, продадени во стотици илјаден тираж, со огромен број концерти во поранешна Југославија и надвор од земјата. Аки велеше дека Македонија му била како втора татковина и често беше гостин во нашата земја. Bitola, moj roden kraj, jaz te sakam, za tebe pejam. Рахимовски се истакнуваше со вонсериски глас и настап на сцената. Тој почина во Ново место во Словенија, откако отишол на излет со сопругата Барбара и ќеркичката која имала само 3 години. Неговиот менаџер вели дека неверојатно станува збор за срцев удар, но од болницата засега официјални информации за смртта на легендата нема. Инаку Рахимовски сними дури 17 студиски албуми со групата Парни Ваљак.